Поштовани колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Вчера и по трет пат господинот Јакимовски успеа да го спречи поставувањето на државното знаме на Република Македонија во општина Карпаш. Господинот Стефчо Јакимовски е единствениот градоначалник во Република Македонија кој се спротистави на поставувањето на јарболи со државно знаме. До сега јарболи со државно знаме се поставени во Јажинце, општина Тетово, општина Сарај, општина Чаир, општина Охрид, Куманово, Битола, Штип, Прилеп, Центар, Аеродром, а во тек е поставување на државни знамења во општините Зајас, Струга и Маврово и Ростуши. Ниту еден од овие градоначалници немаше ништо против поставувањето на македонското знаме во своите општини. Ниту еден од овие градоначалници не се обиде да организира група на своји поддржувачи да го спречат поставувањето на државното македонско знаме. Тој е единствениот кој од поставувањето на јарболот за државното знаме се обидува да направи политика. Срамен и понижувачки е ваквиот однос на еден градоначалник кон сопственото државно знаме. За ваквото однесување во секоја друга држава следува морална осуда. За жал, и партијата на која сега припаѓа Јакимовски не се обидува и не се обиде да му укаже дека прави катастрофална грешка. Нив на СДСМ и Стефчо Јакимовски очигледно единствено им е важно да се најетат на секој проект на оваа влада. Дали Стефчо Јакимовски е заслепен од криминалот поврзан со ОКТА? Дали Стефчо Јакимовски е заслепен од на 20 милиони долари штета нанесени на македонските граѓани? Дали Стефчо Јакимовски е заслепен од луксузноста на новиот автомобил Ауди? Но ние знаеме дека Стефчо Јакимовски го има изгубено чувството спрема граѓаните и со насилство сакат да воведе самовластие. ВМРО ДПМН изразува длабоко разочарување од лицемерниот и дволичен однос на господинот Стефчо Јакимовски кон државното знаме на Република Македонија. Ние разбираме потребата на господинот Јакимовски да се докажува во својата нова партија, но тоа нека го направи на начин кој нема да биде во спротивност со желбите и интересите на граѓаните. И уште една тема за господинот Јакимовски. Стефчо Јакимовски очигледно не само што има проблем со македонското знаме, тој имал проблеми со почитувањето на стандардите за честно работење. Денеска би сакале да ви презентираме докази поврзани со нечестното работење на господинот Јакимовски како министер за труд и социјална политика во владата на Бранко Црвенковски. Ова е документ кој јасно покажува дека господинот Стефчо Јакимовски во функција на министер за труд и социјална политика во 2005 година барал бездомниците да се сместат во невладината организација Истражувачка станица Катланово. Но она што не остави зачудени е фактот дека оваа невладина организација во одреден период од своето постоење е регистрирана на домашната адреса на господинот Јакимовски на улицата Владимир Каваев број 10А. Ова е целосно спротивно со Законот за спречување на конфликт на интереси, но и е предмет кој лесно може да биде поведен под одредбите на кривичниот законник на Република Македонија. Јакимовски бил и министер за труд и член на невладина организација Истражувачката станица Катланово, која е избрана да ја раководи целата операција со сместување на бездомниците. Ова се и фактурите, дел од фактурите, кои што Стефчо Јакимовски ги подпишувал, а со кои се исплаќале огромни суми на средства за неговата невладина организација. После се тоа, Стефчо Јакимовски мора да ја појасни на македонската јавност многу работи за своите сделки. Мора да објасни дали префрлувањето средства на оваа невладина организација завршиле во неговиот джеп. Дали наместо за згрижување на бездомниците средствата се употребувани за личните потреби на Јакимовски. И конечно, дали новото Ауди е купено од овие пари или со парите од ОКТА. Почитувани очигледно Социјалдемократскиот сојуз останува партија на транзициони политичари. Волете прашање по ова надвор од темата?
владата не е таа што издава дозволи во овој случај. Јас можам како член на Советот на град Скопје да ви кажам дека има потполна документација за поставување на државните јарболи во градот Скопје, па поготово на територијата на Карпош. Се работи за поставување, знаете, на државно знаме и јарбол на улицата Партизанска, која што е согласно законот за локална самоуправа и град Скопје исклучиво под ингеренции на градот Скопје. Тоа е факт, можете да проверите. Повелете, дали имате други прашања? Во ред, ви благодарам.